Актерите деца на возраст од 4 до 16 години. Публиката исто така. Еден за сите за никаде. Ова не е дефинирање на актерите и публиката, туку наслов на театарската представа со која денеска гостуваше единствениот детски состав на аматерски театар. Владимир Јовановски, освен што е сценарист и режисер на представата, е и раководител на детското аматерско театарско студио, што работи во рамките на Тетовскиот дом на култура. Представата е нова, е со љубовен, романтичен, комичен карактер. Значи, представува една авантура на една група на јунаци. Прифатлива е за готово сите возрасти од децата. Значи, изобилува со убава костимографија, изобилува со многу музика, добар мизансцен. Детскиот театар во ваква форма е ретка појава на македонската бина и токму нивните успеси на аматерските фестивали се дел од големината на идејата да постои театар во кој актерите ќе бидат деца. Ние сме можеби кормиларите на детскиот театар и можем да ви кажем дека ова беше навистина голем шок кога се пробивавме ние, кога децата покажуваат дека знаат да играат скоро исто толку добро како професионалците. Значи, ова идеја во зародиш која веќе почна да се развива и добива навистина своји фанови, добива своја публика, своји гледачи. Така да сметам дека има голема иднина овој театар. Извонредниот актерски талент, барем за оваа представа, бил надополнет со дисциплинирано увежбување на сцените, во кои учествуваат и играорки од културно-уметничкото друштво Бранко Чајка. Елена Деспотовска, принцезата Розефина, Петар Јакимовски, мускетарот Мрак и Никола Неделчевски со Игор Томески, како подбуцнувачите Жан и Жак. И малкуте минути минати со нив ја наметнуваат размислата дали тие ќе ја бираат својата професија или професијата веќе ги одбрала.